Во првиот утрински извештај штипскиот пожарникар доброволец Александар Ѓоргиевски вели дека брзо, сигурно и безбедно со автобус на Хисар стигнал и прифатен во пожарниот дом во градот Сисак. Состојбата во градот, кој заедно со Петриња е намногу погоден од силниот земјотрес, е хаотична и многу тешка. Гледките насекаде по градот се страшни, луѓето се избезумени и уплашени. Некои ноќта поминаа во сали, некои во хотели, а некои не сакаат да ги напуштат своите домови. Има многу војска, полиција, волонтери, Црвен крст, доаѓаат многу камиони со хуманитарна помош, досега се забележени 15 шлепери кои доброволците и волонтерите сложно ги истовараат и ги сместуваат во соодветните простории. Во обиколката на постраданиот Сисак беше и градоначалничката на градот која замоли сета оваа работа уредно да се заврши. Подоцна оваа хуманитарна помош со комбиња и со доброволците се префрла на настраданиот народ. И покрај хаотичната состојба, сите се предупредени дека треба строго да се придржуваат на институциите и внимателно да ги следат нивните инструкции. Александар Ѓоргиевски нагласи дека иако постојано тлото се уште се тресе, сепак за ден-два состојбата ќе биде нормализирана и ќе се стави ред во организираноста на расчистувањето и на помош на настраданиот град. Колку за подсетување, вчера доца попладнато Александар Ѓоргиевски со таксистот Столе Штериов и со платен бензин од Дади Компани се упати кон Табановце, а оттаму со автобус на Хисар се упати кон Сисак, Хрватска, и сето тоа беше бесплатно, односно дел од хуманитарната акција на нашиот штипски бивши пожарникар Александар Ѓоргиевски.